Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Грција го ратификуваше договорот од Преспа. Честитки од Европа, Соединетите Американски држави. Ципрас е првиот премиер кој што по 60 години ја спомена граѓанската војна, екзодусот на децата бегалци, но и стрелањето на Мирка Гинова. Напротивниците им порача дека Грција ништо не дала и ништо не изгубила, но дека треба да се гледа напред кон историски договор. Во тој историски говор, како што многумина го квалификуваа, на македонците им се обрати со слава македонци. Првата честитка стигна од премиерот Зоран Заев, кој што му порача дека заедно испишале историја. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск на македонски, грчки, англиски порача дека невозможната мисија станала возможна. Паралелно, при потресот на надворешен план и сето она што го носи договорот од Преспа и сето она што треба да бидат да излезат како последици и плодови од него во однос на членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија, на домашен план исто така потреси, СДСМ одлучува дали со претседателските избори ќе има и предвремени парламентарни избори. Централниот одбор во СДСМ е во тек, иако лидерот на партијата Зоран Заев се уште според екипата на телевизија 24 која што е на терен не е пристигнат на состанокот. Што ќе значат двојни избори за македонските евроинтеграции. Дали ќе се одржат или пак СДСМ со целата оваа драма на одлучувања откако опозицијата ги побара, само прави терен за да ги одбие. Критики од Брисел многу. Што ќе значат избори за договорот од Преспа и неговата понатамошна имплементација? Што од утре? Ова се главните тези на кои што вечерва ќе дебатираме во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Самил Малчевски, аналитичар, добро вечер, добро дојдовте. Добро дојдов. Никола Спасов, агенција Рейтинг, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Шпетен Латифи, универзитетски професор, Штуловиот универзитет, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам што вечерва во петок навечер при вакви временски услови одвоивте време да бидете дел од 24 анализа. Она што е вест на денот е ратификацијата на договорот од Преспа. Беше тензична атмосферата во Атина и надвор и внатре и во собранието и на протестите, меѓутоа договорот помина, 153 пратеници ја дадоа поддршката. Малчевски, очекувано ли беше? Па видете, по мене беше очекувано. Мислам, се знаеше од поодамна дека Ципрас може не наистина на сличен начин како Заев се обезбеди мнозинство во грчкиот парламент и они има само таа обврска од тој фамозен пак, ја ќе се навратам, спогодба ли е, договор ли е, се уште не е јасно што е. Само таа обврска имат и очигледно беше дека ќе се ја исполнат. Она што загрижува е тоа што истата реторика продолжува и понатаму, тоа што вие го спомнавте. Во најмала рака, во духот на договорот, Ципрас можеше да каже граѓаните на Северна Македонија да достослова како славо македонци. Јас по мене мислам дека Мицотакис, кој што и се поизвестно е дека ќе биде премиер на следните парламентарни избори во Грција, најавува нови блокади за Македонија во делот на евроинтеграциите. Така да во суштина, освен што ние може во догледно време да очекуваме членство во НАТО, јас мислам дека понатаму ништо друго не е известно. Се ќе биде во тензична атмосфера со многу препукувања и со многу по мене веќе дипломатски ноти помеѓу двете земји. Имаме ли причина за славите? Па јас мислам дека имаме. Јас прво мислам малку поразлично од ова што го кажа колегата. Мислам дека прво денеска е голем ден од неколку причини. Прво, за прв пат видовме една доследност помеѓу двајцата премиери и од двете страни да го испорачат она за што беа обврзани. Второ, видовме она што го најавивте и вие на почетокот, а тоа е едно обраќање на Ципрас кој што никогаш досега од ниеден грчки политичар не се случило. Јас баш тоа го искоментирав на социјалните мрежи. Мислам дека се покажа една синхронизирана битка против национализмот и повлашење меѓусебно меѓу народите со кои се замени сега со мир и интерес за прогрес на регионот. И од тој аспект мислам дека тоа е многу позитивно и дали е за Славија, можеби Славија не, меѓутоа е една нова клима која што ќе видиме што ќе донесе и како понатаму ќе се развие. Јас се надевам позитивно. Од друга страна сметам дека преостро да се каже, да, можеби не убав терминот славо македонци, меѓутоа не можеме да очекуваме дека преку ноќ
или па и во догледно време во Грција ќе почнат да не викаат македонци, нити пак ние внатрешно како да се викаме Република Северна Македонија. Мислам дека тоа е за меѓународна употреба, договорот пред се треба да се почитува во комуникацијата кон надвор и меѓународните институции, сите оние нели комуникации во меѓународната заедница, и тоа е тоа што сега во прва фаза треба да се обезбеди, да се осигура и ниедно од државите да не го прави поинаку. Со тек на време, кога ќе се изгради може довербата, после години од сега верувам дека ќе почне полека и на домашен план во двете земји да се како да кажам приближуваат и затоплуваат односите. Не очекувам дека веднаш нормално и во Република Македонија, но и во Грција ќе имаме такво доближување како што може да се очекува, но ова е почеток и се надевам дека во иднина ќе само подобри може да бидат односите. Тифе, во Скопје имаше драми околу уставните измени, до последен момент преговори вакви и такви, под маса, над маса, амнестии, се што. Во Грција, иако опозицијата и пред припадниците на дел од коалицијата на Ципрас, независна Грција напуштија коалицијата, Златна Зора и така натаму, имаше острија реторика, остри спротивставувања, меѓутоа Ципрас цело време имаше конзистентна став и реторика дека договорот ќе помине. Тоа и го испорача на крајот. Да, тоа е точно и тоа е за почитување. Ние до целиот изминат период 27 години независност на Македонија знаеме каков се став имал Грција према Македонија за разни прашања. Почнувајќи од првиот ден на прогласување на независноста на Македонија со сите можни притисоци, ембарга, проблеми на меѓународно рамниште, мултилатерално и членувањето на Македонија во сите можни светски и европски организации. Така што не можеме ние од грчката страна, и кога велам грчката страна, мислам на дел од јавноста, пред се опозицијата и ултранационалистите, бидејќи Грција сепак е повеќе или помалку едно општество кое што е многу гордо на своето минато, на својата историја и понекогаш без право према и соседите се поставува на патерналистички начин и околу ексклузивноста за историјата и самата демократија на која што се повикува од античко време и така натаму. Имајќи го тоа предвид, ние не можеме да очекуваме тоа премногу глатко да помине во Грција, знаејќи дека слична ситуација ние имавме и во Македонија. Реков за почитување ставот на премиерот, бидејќи он, како и премиерот Заев, влегува во овој процес кој што ја ценам дека е историски за Македонија, без оглед на негативните чувства кои што и ден денеска превладуваат во нашето општество и сигурно ќе ги има во долг период во иднина, бидејќи промената на името на вистина не е лесен чин и лесен момент и многу е осетлив, особено за домашна употреба за сите граѓани, меѓутоа особено за етничките македонци во Македонија. Тоа треба да го разбираме и почитуваме. Меѓутоа, целта и резултатот кој што се испорачува со оваа промена на името, односно Преспанскиот договор, односно за членувањето на Македонија во НАТО, е многу поголем отколку губитокот кој што го бележи Македонија во овој процес. Значи, затоа овој ден е во континуитет дел од еден многу историски важен процес за Македонија, бидејќи ние долго време во изминатиот период имавме прилика и од Букурешкиот самит 2008 година ништо на ова поле конкретно не се случуваше и резултатот граѓаните чекајќи го стотици илјади се одселија од Македонија. Нашата економија одеше под тие стапки кои што одеше и ние знаеме како се одвиваше животниот стандард. Се уште тие резултати не ги гледаме. Не сакам да дадам позитивна нот. Апсолутно не. Особено не сакам да се даде доза на голем оптимизам на начинот на водење на политика на сегашната власт, кој што испушти многу шанси и на економски план, и на социјален план, и така натаму образовен план. Меѓутоа, апсолутно треба да се даде една голема чиста десетка на оваа влада за процесот како го истера до крај. Ајде вака. Кршење на устав. Силување на демократија во собрание. Купување на пратеници, ветување правда, нудење амнестија.
Коалиција со криминалците од претходната власт. Ве молам, јас бев доволно парламентарен, ви слушам вас. Не верувам дека е за чиста десетка. Ја ве разбирам вас. Како албанец лесно ви е да зборувате за се. Иако не сакам да ги правам тие поделби. Морам да ви упаѓам. Во Република не, ве молам, јас бев парламентарен. Да се повикате на мојата етничка припадност. Република Македонија изгуби многу. Реков и се оградив дека тоа е осетлив Република момент Македонија изгуби за сите, многу. особено за етничките Добре, македонци. кажете да ви слушаме, па јас да кажам. Не, етничката припадност само не мешајте. Дека не, иако не сакам да ја мешам, но јас ја разбирам леснотијата. Дека сте поголем патриот од мене. Ја разбирам леснотијата со која што вие го зборувате и мене ме погаѓа цел овој процес и се ова што се случува, поготово флагрантното кршење на уставот на Република Македонија, дополнително урнесување на демократијата, ветуваја демократија, гледаме силување на институциите, претварање на парламентот во сточен пазар. Имате изјава на пратеник кој што досега никој не ја негираше. Нудеа правда и право, гледаме амнестии селективни, гледаме селективна примена на правда. И тоа е еден процес кој што се случува, а до само пред неколку месеци, до пред 18 месеци се ветуваја сосема нешто друго. Кога сме во делот на славењето, треба да разграничиме две работи. Првата работа, Грција има многу за славење, нашиот јужен сосед, и овие неколку дена гледаме спотови во кои што они си ја елаборираат нивната причина за славење. Од аспект на Република Македонија, која ќе ги извадиме розевите очила, кои што некој пробува да ни ги наметне, ние гледаме апатија. Ја не гледам дека некој е среќен од се ова што се случува и дека имаме причина за славење. Колку се убедуваат или да се обидуваат да не убедуваат дека имаме некаква си причина за славење. Апсолутно не. Процесот е воден погрешно од самиот почеток и резултираше со ваков килов договор и ваков килов процес кој што го имаме и на кој што Република Македонија изгуби многу. Немој да викате дека не изгуби многу, било за чиста десетка. Апсолутно е погрешно. Апсолутно. Ако кршење на устав на една држава кој што е највисок как на таа држава е за чиста десетка, тогаш да си ги скинеме дипломите и да си одиме, нема што да правиме муавет повеќе. Добро, ако дозволите. Па сакам потоа да го слушам со вас. Тоест да го прашам. Јас и од ова студио и од разни гостувања сум кажал за сите работи кои што господинот Малчевски сега ги спомна околу амнестијата на дел од пратениците, кое што за жал мораше така да се случува, бидејќи немаше начин како да се постигне некој консензус помеѓу политичките партии. Жалосно е. Значи, жалосно е што не успеа политичките партии да се договорат за еден надпартиски момент, договор кој што е од државен интерес. И тоа, што и да кажете, не можете да го негирате моментот дека со влегувањето на Македонија во НАТО, ние правиме историски исчекор, каде што се бетонира државноста на Македонија. Значи тоа, што и да кажеме, колку закони да кршиме, а јас се слагам со вас. Македонија само морам да ве прекинам, кој што ми прекинавте вие, бетонирана во 1993 година. И немојте ве молам нашиот влез во НАТО да го мешате со државноста на Република Македонија, тоа е апсолутно погрешна теза. Значи можеби е погрешна теза, меѓутоа е моја теза. И јас го делам мислењето дека членството на Македонија во НАТО и те како не само е стратешка определба, екзистенцијално прашање за Македонија. Значи тоа е мојата поента. Немојте ве молам толку да драмите и да го плашите народот дека нема да постоиме ако не сме членство во НАТО. Кога ќе завршите, јас ќе продолжам со тезата. Знаете како ова испаѓа дека не знам, има утре ќе има апокалипса ако ние не прифатиме дека некој флагрантно го кршеше. Ова што вие го велите, немојте ве молам. Ова што вие го велите, се надевам дека нема да одекне во јавноста како аналитичар или перспективен политичар да дели скоро слична линија со председателот на Србија, бидејќи нашите стратешки определби да ми импутирате работа. Апсолутно. Милиарда пати сум кажал дека Македонија нема друга стратешка определба освен НАТО и Европската унија. Како тогаш ние требаше да влеземе во НАТО? Сигурно не со вакво флагрантно кршење на уставот на Република Македонија и ваква погрешна процедура во старт. Да прашам. Вие, значи, или тој што го водеше процесот, во старт знаеше дека нема двотретинско мнозинство. Е еден проблем кој што јас, не вие, сум го нотирал пред повеќе месеци. И во старт ветуваше дека нема промена на устав. За дел од пратениците, за кои што имаше кривични процеси пред Скопски суд, исто така не е за поздравување, бидејќи меѓутоа тоа беше единствениот начин. Од утре мет и млеко ќе тече, така? Не.
Не, мој тебе молам. Ама не. Ајде, молам, бајте. Зборуваме за избор на измама. Кажавте пред ви Значи вашето некој пред избори ветуваше право и правна држава, а не вакво флагратно урнисување на Република Македонија и уназадување на правните процеси. На парламентаризам Не, и мој тебе молам. продолжувате да ме упаѓате во Јас сега ве молам двајцата, јас да добиам збор. Сакам да го слушнам Спаско. Можно ли беше, еве, опозицијата во Македонија вели дека можеше подобар да биде договорот. Мицотакис велеше исто дека е можен подобар договор. Не се изјасни јасно, рече дека ќе го спречи на сите можни начини кои што би ги имал, меѓутоа не се изјасни јасно дали кога ќе стане евентуално премиер, бидејќи според анкетите во Грција така, ќе направи нешто и конкретно за да го поништи договорот од Преспа. Можеше ли подобар договор? Јас многу тешко можам да кажам дали можело подобар договор, бидејќи колку може да биде добар договорот зависи од околностите, од низа други процеси и одлуки кои што претходат во двете земји од страна на политичките партии. Можеби во некое друго време и беше можен подобар договор. Можеби претходната влада која што имаше 10-11 години да го направи тоа, можеше да направи различни потези од антиквизација и така натаму. Една низа кои очигледни провокации, натаму провокации кои беа направени кои што секако го загрозуваат процесот. Меѓутоа поминаа многу години. Поминаа 27 години и договор немаше. Ние не само што се доближувавме до договор, него се оддалечувавме од договор постојано. Процесите кои што се направени во овој период и во Македонија и во Грција беа многу тешки. Имаше многу отстапки кои што мораше да се направат и политички жртви и како да кажам и процеси кои што секако не секој од граѓаните е среќен и задоволен и тука е спротивно на разум да се тврди дека такво нешто немало. Меѓутоа, ниеден спор, јас тврдам од овој тип и од оваа тежина, во минатото не бил решен нити со поголема поддршка на јавното мислење во двете земји, бидејќи запомнете, овој спор беше злоупотребуван ужасно многу и од домашните политичари во Македонија и од политичарите во Грција. И со години беше градена, беше користена тезата на надворешен непријател за да практично се добиваат избори. И сега вие видите во таква ситуација, каде што луѓето меѓусебно веќе се доведени во ниво на мразење, каде што се искршени сите можни мостови и можности да се реши спорот, се наоѓаат двајца кои што решаваат да го направат. И во тој процес секако пак ќе повторам да се случија многу отслабки, меѓутоа ја пак останувам на тоа дека оној кој што тврди дека можел да направи подобар договор, тврдам дека во овој момент лаже, затоа што имал најголем дел од тие луѓе имале можност или барем, ајде помеката варијанта, дека во овој момент после сето она што помина и со нивото на, како да кажам, искомпликување на ситуациите и во регионот, и генерално во земјите, и во Македонија после толку години тапкање во место, веќе време и немаше и многу други опции, стварно мислам дека не постоја. Така да не се согласувам, поготово не со тезата, еве да речам на ВМРО ДПМН, кој што јас по моје мислење излегуваат и баш онака буквално викаат ние можеме подобро договор без при тоа да кажат ни како, ни на кој начин, ни како, по кој процес, ни да речеме кои ставки ќе ги сменат и така натаму. Очекувате ли конкретен удар условно врз договорот од Мицотакис, доколку стане премиер, и при евентуална промена на власта во Македонија од некоја нова влада на ВМРО ДПМН? Не, вака да ви кажам. Јас мислам дека и ВМРО ДПМН и Мицотакис во Грција го користат исклучително тоа за дневни политички цели. Ја тврдам одговорно, ајде за Мицотакис не го познавам и не е дотолку ја знам грчката политика, ама одговорно тврдам дека утре се смени власта во Македонија, дека ВМРО ДПМН без никаков проблем и со низа спинови ќе го прифати овој договор. И за нив им е важно само да не биле во моментот на страната на одлучување, односно се дистанцираат практично од тоа дека тие тоа го направили. Владата ќе се смени, сигурен сум, ако не сега во догледно време ќе има избори, можеби и така натаму, можеби не овој мандат, можеби следниот, и ќе имаме прилика ова што го тврдам сега да го видим. Затоа што јас се движам и меѓу кругови, ги знам и ставовите на одредени политичари кои што се од таму, кои што кажува дека јасно е дека ова мораше да помине и дека едноставно кога ќе се заврши целата работа на некој начин на сите ќе им олесни. Не викам дека нема поединци, не викам дека кои што одговорно стојат и се противат на овој договор. Има многу и политичари и граѓани, еве и колегата тука кои што и јас уопште не го спорам тоа.
дека поединечно има луѓе кои што се против договорот и тоа е легитимно право од причините кои што претходно ги слушнавме и кои што сите ги осеќаме. Меѓутоа, политички дека нешто може да се смени, моето мислење е дека не. Истото прашање. Ба не, дефинитивно со овој договор се трајно нарушени позициите на Република Македонија и ние нема што да бараме. Подобро од ова не можеме да добиеме. Дали процесот можеше да биде подобар? Апсолутно да. Ако некој во сам старт имаше честни и искрени намери и во сам старт место што лажеше и што манипулираше опозицијата и јавноста, отворено кажеше за што се разговара и преговара, можеби и процесот ќе беше помачен него што го видовме претходно, со подкупување на пратеници и така натаму со флагрантно кршење на уставот на Република Македонија. По мене, доколку и се случи промена, јас очекувам дека Мицотакис ќе блокира Македонија во Европа. Како ќе ги отвараме поглавијата, така ќе има глупости со кои што ќе се бавиме како дневни политички теми. За НАТО мислам дека е завршена работата, час поскоро ќе се случи. Тука нема што ние да бараме. Мене само ме чуди зашто во сите тие обврски кои што се ги превзеде Република Грција, да го ратификува договорот, да ратификува нашето членство во НАТО, не си превзеде обврска дека нема да не блокира на европскиот пат или во сите тие поглавја и преговори. А во однос на некоја идна влада на ВМРО ДПМН? Видете, јас не верувам дека договорот 100% ќе биде испочитуван и во Атина и во Скопје во некое догледно време. Мислам дека драстично ќе се сменат работите после нашето членство во НАТО и дека први кои што ќе почнуваат да спинуваат и да ги извртуваат работите ќе бидат токму оние кои што денеска ги гледаме како главни протежанти на овој договор. Истото прашање, можеме ли да очекуваме од евентуална промена на влада во Македонија? Во Грција веќе е известна, барем според нивните анкети, дека Мицотакис ќе се врати на власт, конкретен чекор против договорот. Јас слушав ова што го вели Малчевски за блокадите евентуално. Изјавите на наши политичари во изминатите денови и малку бев и запрепастен од дел од изјавите кои што одеа во линија кога ние ќе дојдеме на власт, ќе преговараме за нов договор и ќе го поништиме договорот. Најодговорно тврдам дека кој да дојде на власт, една партија нека добие 120 пратеници, нека е тоа албанска, македонска, ВМРО, која сака. 120 пратеници нека има во нашето собрание. Со 120 пратеници нема да може овој договор да го смени. Значи, ова е меѓународен договор, ние сме сериозна држава, нашите обврски кои што сме ги презели остануваат трајни, како што останува трајно и нашето членство во НАТО и прогресот кон за членување во Европската Унија. Така што се надевам дека прилично сум убеден дека истото нема да може да се случи ни во Грција. Во Грција се користи тоа за поентирање на политички поени, меѓутоа сериозно да се разговара за сега, ако разговараме за блокади или ако разговараме за компликации на процесот, се согласувам дека Грција секогаш користела алатки и прилики да злоупотреби позиција на повисока позиција, бидејќи они веќе се членка е во НАТО и во Европската Унија, така што очекувам дека може да има тука одредени компликации, меѓутоа со исполнување на условите, за кои што услови можеме со денови да дебатираме и да видиме колку всушност е во моментот и не ги исполнуваме условите за членство во Европска Унија. Со тоа се слагам со забелешките. Мислам дека низ годините, а тие ќе бидат повеќе, има шанси да бидат повеќе години отколку помалку. Значи, бидејќи тој процес ќе биде долготраен, може 8, може 10 години да трае нашето процесот на наше зачленување во НАТО, дека ги затвараме сите поглавја за членство во Европската Унија. Мислам дека ќе биде отежнат патот на Грција да не блокира од недоглед, бидејќи реално во грчката јавност ставот на владата во Грција за прв пат после прогласувањето на независноста на Македонија имаме признание дека Македонија веќе е пријателска држава. Јас не верувам на ова бланко, меѓутоа е сериозен исчекор напред. Меѓутоа механизмите за градење на доверба, за ако сакате и опуштање на атмосферата и на политичко, меѓутоа и на општествено ниво и самата комуникација помеѓу граѓаните, ќе си го направи своето. Кој очекувал дека може да има примирие и договор после Втората светска војна помеѓу Франција и Германија? Кој очекувал дека може да има толку брзо договор помеѓу
на Хрватска и Словенија, колку и да кажеме дека проблемот не е толку голем. Кој може да очекува од сегашна перспектива, меѓутоа ако се навратиме ретроспективно после 10-20 години, дека сигурно е можен договори помеѓу Косово и Србија, зашто да не веруваме дека може да има пријателски однос помеѓу две соседни држави? Кога веќе зборуваме уште едно само подпрашање, кога веќе зборуваме околу позиционирањето на сите партии во однос на договорите, сето тоа како течеше и во Македонија и во Грција, колку партиите на албанците во текот на овој процес одмогна, особено во таа финална фаза на уставните измени, бидејќи нели по автоматизам сите тие во својот статут имаат предзнак Европска унија и НАТО и така натаму, со тие ситни преговори, условувања, уценувања до последен момент. Така е. Бидејќи ова политика, мора да имаме помалку разбирање и за потребите на помалите партии кои што сакаат да поентираат и тука да грабат некој поен на дневна основа. Мислам дека апсолутно не. Јас секогаш сум стоел на ставот дека прашањата за етничките прашања треба да се постават во момент кога се прават коалициите, владините коалиции за водење на државата. Значи, секогаш кога имаме избори, после тоа без исклучок, ние сме имале случај да албанска партија коалицира со македонска партија за водење на државата. Тоа не е уставна норма, меѓутоа е пракса. Бидејќи е така, очекувањето е дека тогаш, кога се договараат работите, тогаш се отвараат и етничките прашања. Меѓутоа, тоа не беше прашање кое што беше поставено од владеачките партии, беше од опозицијските. И сега, тоа среќа што траеше многу малку. Убеден сум дека ниедно прашање да не беше прифатено од страна на премиерот, сите албански партии и пратеници во собранието до последен ќе гласаа за договорот, бидејќи сите се свесни дека друга алтернатива нема. Реплика сакавте? Па не, сакам само да напоменам, кога зборуваме за целиот процес, дали е реврезибилен? Е реврезибилен. Зошто? Зошто е спротивен на уставот и позитивните законски норми во Република Македонија. Дали некој ќе тргне по таа патека, од оваа перспектива е тешко да се коментира и да се зборува, да не испадне сега дека ова е завршена работа. Ќе беше завршена работа ако во сам старт се градеше консензус по сите прашања и по сите точки од тој договор. Ама некој не го сакаше тоа, некој сакаше или мислеше дека полесно ќе биде тоа да го направи со купување на пратеници во собрание и со целото тоа силување на демократијата внатре во собрание. Ќе видиме што ќе следи во годините што доаѓаат. Јас сериозно верувам дека новата грчка влада која предводи Мицотакис, дека ќе ни става спрепки и сопки на секоја наредно отварање на поглавја. Верувајте, ќе се фаќаат за точки за запирка. За ова конкретно. Дали не знам, тоа индиректни блокади за воздухот, за Јас верувам дека ќе има. Не, апсолутно. Значи видете, пак процесот ја помина првата фаза и една да речем можеби одусловно најтешките. Меѓутоа тој добро почнува. Значи јас не очекувам дури и со преговорите, преговорите се една фаза. Тука е потребно да се изградат уште прво да се надмине целиот анимозитет што го имаат народите према себе, да почне една различен тип на комуникација, размена и така натаму. Значи ова е процес кој што трае, кој што сега започна и кој што ќе трае уште многу години. И добро влегуваме во период кога тој ќе треба да се менаџира и од двете страни, и тука секако дека ќе играат клучна улога двете влади, односно зависност кој ќе биде на власт во Македонија и кој ќе биде на власт во Грција. Доколку дојде Мицотакис на власт, нормално е со неговите ставови дека не очекуваме по гладко додат работата отколку ако остане Ципрас. И обратно, исто и во Македонија мислам дека исто да. Така да секако дека политичките состојби во двете земји ќе и како ќе влијаат на тоа со кој интензитет и на кој начин ќе се спроведуваат договорите, до каде ќе оди оваа цела работа. Меѓутоа пак моето мислење е дека мислам дека и во Македонија политичките партии, па и во Грција го сепак во поголема мера го користат за дневна политика и политички поени, отколку што вистински кога ќе дојдат на власт, ќе се обидат да целосно да го срушат. Така да не можам да го тврдам со сигурност, меѓутоа очекувам дека нема да се наруши целосно процесот, меѓутоа дека може да се успори во даден момент или да има понатаму нели пречки, тоа секако да. Сакате кратко, имаме уште една непозната која што цело ово време некако ја подзаборавам. Ние имаме избори во Европска комисија кои што треба да се случат час поскоро. И ние сме сигурни дека новите еврокомисари кои што ќе дојдат со овој интензитет и со
оваа посветеност ќе бидат присутни тука. Паралелно со тоа, гледаме дека клучните амерички дипломати кои што беа за овој процес веќе ги напуштаат позициите. Треба да видиме и во таа насока што ќе се случува во иднина. И мислам дека и тие процеси сериозно ќе влијаат на тоа што ќе се случува тука. Добро, ја вечерва стигна и од државниот секретар на САД Мајк Помпео, иако вие алудирате претпоставам на Вес Мичел, оставката на Вес Мичел, сепак американската администрација под Доналд Трамп ја го поддржува договор, барем според официјалните ставови од Стейт департментот. Американската дипломатија е многу стабилна, таа не реагира на било какви оставки и значи стратешките предолби што тоа Америка ќе поддржува во светот или кои се насоките во кои што земјата ќе делува на надворешен план, не се менуваат со две оставки и тоа се покажа многу добро со, ако се кејате домар во голема мера ја славеше победата на Трамп, која што се покажа без никаква, значи буквално би рекол никакво влијание или успорување на процесот тука во Македонија. Мислам така да апсолутно не знаете во која насока ја спомнав америчката администрација. Они имаат цел ние да влеземе во НАТО, за Европска унија не сме сигурни. Во еден момент кога Македонија ќе влезе во НАТО, тогаш процесот може да добие сосема друга динамика, сосема други насоки. Од тој аспект, ја не велам дека они водат дневна политика, ќе нив нема дневна политика, да се разбереме, апсолутно треба да видиме чисто за тоа. Требаше ратификацијата на Преспанскиот договор да биде на иста седница со ратификацијата на протоколот на Македонија за членство во НАТО во грчкиот парламент. Тоа не се случи, официјалното соопштение од владата беше поради технички причини, дека до крајот на месецов Македонија со Брисел ќе потпише договор, па потоа дека е техничка причината и нема да има ништо суштинско. Сепак тоа беше нешто со кое што целата македонска влада, од премиерот Димитров, Шекеринска, сите надоглед, го кажуваа како гаранција дека ете, ние ќе го промениме името, ќе смениме устав, се ќе направиме, ама ете, Грција е веќе со нас на тој Европат. И да се случи тоа денеска, ние немаше денеска да се зачлениме во НАТО. Значи се знае дека процесот како треба да оди ратификацијата на земјите членки за легување на Македонија во НАТО. Така што навистина очекувам да се покажа малку поголем оптимист од колку што реално сум, дека навистина верувам дека е ова техничко прашање. Претпоставувам дека тој процес годинава сега започнува, годинава ќе заврши и ние во наредните месеци ќе го видиме резултатот на ратификацијата и во останатите, меѓутоа и во собранието на Грција. Во контекст на таа меѓусебна недоверба меѓу двата народа. Може би ова беше и премногу и да не е техничко прашање, може би ќе беше преголем залак за грчката влада, особено сега, за да ги протурка двете условно кажано пас топки за Македонија во исти ден, бидејќи и атмосферата беше доста вжештена и во Грција и се очекува да спласне тој жар во тамошната јавност. Меѓутоа, очекувам дека ако не е техничко прашање, сигурно е прашање кое што ќе се затвори и тоа успат со останатите земји членки. Така што, ако договорот за прашањето, кое што е доста, кој што беше доста сложен, доста проблематизиран низ годините, помина во двете држави. Да се подсетиме само 2008 година, откако председателот Буш најави дека на самитот 3 нови членки ќе има во НАТО, им честиташе и на Македонија. Единствениот услов поради кој што Македонија не влезе во НАТО пред 11 години беше прашањето за името. Би било сулудо да очекуваме дека после договорот за името грчкиот парламент ќе го блокира зачленувањето на Македонија во НАТО. Така што сметам навистина дека тоа е затворено прашање. Сега техникалиите треба да се помина следните месеци за да се заокружи. Истото прашање Моск. Генерално, пазите, прво да расчистиме, Република Грција помина со дебата во собрание. Кај нас беше на сила донесено, без опозиција, без дебата во собрание, со низа прекршување на уставот на Република Македонија. Мислам дека со оглед на кампањата што ја води Ципрас и неговата влада, тоа е техничко прашање и на крај они секако ќе му изгласат во интерес им е да го изгласат. Што се однесува до изјавите на нашите политичари,
Ние нечесто гледаме преголем оптимизам од нивна страна, премногу лажни ветувања кои што траат 2 минути откако ќе заврши нивната изјава, 2 минути и толку повеќе попуневаш. Имаме нова изјави, нова лага. Очекувате дегресија околу, рековте, без опозиција. Направи ли ВМРО ДПМН се што можеше да го спречи договорот? Кој што за нив е антидржавен, штетен и така натаму? Видете, по мене можеше многу повеќе да направи. Дали направи доволно, тоа е тема за дискусија. По мене можеше многу повеќе. Повеќе да направи, но Дивко го овозможи. Во суштина, ВМРО ДПМН не беше вклучено уште во самиот старт. Во тие, видите, да не се лажеме. Заев знаеше дека нема двутретинско мнозинство во собрание. Че во старт можеше со позитивен пристап да обезбеди доверба во ВМРО ДПМН и да ги вклучи во целиот процес. Не требаше да ги лаже на лидерските средби. Еднаш зборуваше дека нема да се менува устав, после зборуваше испана дека да се менува устав и накаратаму и така натаму. По мене ВМРО ДПМН можеше радикално однесување на ВМРО ДПМН на кое што сме го гледале во минатото кога тие се противеле на нешто. ВМРО ДПМН беше под жестока кампања која што ја водеа провладините мегафони дека е анти-НАТО и антиевропска партија, што апсолутно по мене не е точно и не е вистинито. За некои поранешни постапки може да дискутираме и ќе дискутираме со денови ако сакате и може да се сложиме на крајот на денот дека стварно имало такви елементи. Но во последниот период не верувам дека тоа е така. И ВМРО ДПМН практично беше ставена помеѓу два огна. Од една страна требаше да излези во преслед на членството, политичка партија без членство и поддржувачи шуму да постои. Од друга страна беше изложена на жесток притисок од меѓународната заедница. И тоа не беше притисок кој што ВМРО ДПМН сама се стави во таа позиција, тоа беше позиција до која што беше практично доведена. Зошто? Зашто некој имал нереални ветувања према нашите стратешки партнери во сам старт на процесот и како одеше процесот вида дека не може да ги исполни тие нереални ветувања и најчесто беше кажувајте и фрлете дрвја и камења против ВМРО ДПМН и прогласувајте ја за анти-НАТО и антиевропска партија. Од тој аспект ВМРО ДПМН беше во многу нелагодна позиција. Дали Мицковски Дивко го поддржа процесот? Не можам да кажам дали Мицковски Дивко го поддржа процесот ВМРО ДПМН, па Мицковски ВМРО ДПМН. Добро, во однос на пратеничката група има разни. Но можам да кажам дека Мицковски не е чист во тој процес бидејќи како што СДСМ не доволно направил да го информира, вклучи и така натаму, можеби како што сега слушнавме, мислам дека и тој имаше своји барања кои што јавноста не ги знаеше, а се однесува исто на низа политички договори кои што не беа така наивни како што можеби некои луѓе мислат. Значи на сето ова му претходеше 27 април и од таму знаеме што се случуваше. И во тој процес понатаму во тие преговори со СДСМ исто така како што се тврди дека СДСМ направи низа нели прекршувања, мислам дека мора направи низа непринципилни и сериозно, како да кажам, неморални потези за да обезбеди тоа што и беше во интерес на партијата. Тоа е едната, значи ВМРО ДПМН исто во тој процес имаше сопствени лични политички интереси. Значи тоа сакам и тие ги користеше. Втората работа која што мене не ми е до крај чиста е тоа во која мера Мицковски е независен од бившето лидерство на Груевски. Значи јас после на почетокот моето лично мислење за партијата беше дека вистински има намера да се реформира, има намера да се отргне нели од тој бренд и така натаму. И Мицковски започна како еден технократ, математичар, за да многу брзо се врати назад кон една цврста националистичка реторика, која што многу заличуваше на едно минато време. И јас сега искрено од оваа фаза, без при тоа да фаворизирам некој, имам чувство дека Мицковски не е толку независен од политиките на Груевски, и дека е на некој начин, не знам во која мера, меѓутоа се уште во комуникација со него и тогаш стварно е нејасно дали можеле повеќе да направат, дали можеле бидат поконструктивни, дали имало тука други политички игри и договори. И можеби, ако тоа така се анализира, имале простор многу повеќе да направат, не наместо да исто така си го гледат партискиот интерес. И дека во која мера можеле вистински да успеат, не знам, бидејќи процесот на вистина се водеше доста директно и со цел да се заврши. Само да дадем на мала забелешка. На крај на денот сите ние може да се сложиме дека се она за што беше обвинувано ВМРО ДПМН во процесот
Заев и Никола Димитров го возможија и го изгласаа во парламент. Дали тоа било промена на кривичен законник, дали тоа било помирување поново или амнестија, како што тогаш обвинуваа, на крај на денот се тоа Зоран Заев го испорача во парламент. Може би ВМРО ДПМН е вклучено во тоа. Видете, ја не верувам. Вие целосно го амнестиравте. Не верувам. Како? Не верувам дека моменталното раководство, ради тоа што јасно стави дистинција помеѓу 8 јавачи на Апокалипса кои што беа на овој или на онај начин, зашто не можело тоа само да се дистанцира така? Вие ја следите политиката, ги знаете, ја знаете нивото на политичка игра која што може да се случува внатре. Ама таму има луѓе кои што беа сериозно уценети и од притвор беа пуштени за дента да помени тоа што помина во собрание да се силува демократијата. Имате пратеник кој што јавно изјави дека парламентот е претворен во сточен пазар и никој не го демантира. Па дури нити и 8 души во своја одбрана не кажа ништо на таа тема. Дали Мицковски направи доволно за да се спречи процесот е прашањето? Или индиректно го помогна? За второто не сум сигурен. Дефинитивно се слагам со констатацијата дека ВМРО ДПМН како политичка партија најголема, да не заборавиме од изборите 2016 парламентарните избори, беше ставена под жесток притисок и од внатрешната јавност, кој што не смееме да го заборавиме, бидејќи цело време алудираме на притисокот кој што го претрпе од меѓународниот фактор. И мислам дека тоа е дел од причината зашто не се покажа многу деструктивна со силата и жестокоста и поддршката која што има кај народот. Значи, навистина верувам дека да сакаше да биде деструктивна во процесот, можеше да биде. Така што на прашањето дали можеше повеќе да направи да го спречи, сигурно можеше, меѓутоа цената ќе беше голема, не само за партијата, туку сигурно и за државата. Сакам да верувам дека причината и тој државен интерес преовладува за да не се посегне по тие методи. Сега, второто прашање, што помалку бев загрижен, не зошто не направи доволно да го спречи договорот, туку зошто ВМРО ДПМН не завзеде став по прашањето на референдумот. Мислам дека тоа беше еден од притисоците на кој што партијата не се снајде најдобро и направи една стратешка грешка, за потоа да направи втора стратешка грешка, тоа што на почеток го спомнав, лиферувањето во последните денови дека ќе се обидат наследните на после кога ќе биде новата власт да се поништи договорот со Грција. Мислам дека тоа ги закопува интересите на партијата и изгледите на следните кога и да се одржат парламентарни избори да го добие мандатот, имајќи предвид дека до тој момент скоро беше сигурно дека ВМРО ДПМН има најголема поддршка од јавноста. Значи, беше победник на изборите 2016 година. Со промената на името се слагам и ја на самиот почеток од емисијата кажав дека тоа е многу сензитивно прашање за етничките македонци и за сите граѓани на Македонија, да не испадне дека за некого е супер, за некого е лошо. Значи, ние иста судбина делиме во оваа држава, бидејќи сме исто општество и исти перспективи сакаме да имаме, а тоа се добри перспективи, интеграција во НАТО и ЕУ. Меѓутоа, со таа поддршка која што ја имаше, ја прокоцкува сега, почнувајќи од моментот кога не излегоа да гласаат против, да покажат дека имаат став кој што е против договорот за Преспа со бойкотирањето на референдумот и сега тоа што се прави за ветувањата за следната власт, мислам дека може да резултират како несериозни и со тоа да се изгуби таа доверба која што ја имаше во огромен процент во изминатиот период, така што мислам дека сега веќе ако се направи од денеска натаму едно истражување на јавно мислење да се видат рейтинзите, мислам дека нема да биде од толку убедлива позиција. Ќе каже во вториот дел кога ќе зборуваме за избори, Малчевска сакам пред да најавам блок на реклами само кусо околу она што го кажа Алексис Ципрас синоќа во грчкиот парламент, што беше
оквалификувано како историско обраќање по 60 години од грчки премиер. Не сакам да се осврнам ниту на славомакедонскиот буквар што комунистите го делеа во Ташкент на децата на славомакедонските борци на демократската армија на Грција. Не сакам да се осврнам на 70.000 бегалци од граѓанската војна кои грчката држава ги лиши од правото во 1983 година да се вратат во нивната татковина. Ниту ќе се осврнам на славомакедонската Ирини Гини Мирка Гинова, првата жена стрелана во граѓанската војна, комунистка. Со овие грижи на совест што ги имате да си се справите сами. Ќе говорам политички, нема да се осврнам на историјата на комунистичката партија на Грција, кажа Ципрас во грчкиот парламент реплицирајќи на комунистичката партија. Ај, прво една кратка реплика. Да, го чепнавиќе ќе го кажем. На почетокот, меѓутоа премногу реакции предизвика ова обраќање, сакам да му дадеме доволно време. Абстиненцијата од гласање беше единствен логички чекор да се спротиставите на грубото кршење на уставот и на позитивните законски прописи, да не се даде легитимитет на такво грубо кршење на уставот. Јас и тогаш и сега ја застапувам истата позиција. Што се однесува договорот на Ципрас, како ќе го гледате? Некој ќе каже дека е историски, јас ќе кажам дека не е во духот на она што го зборуваат со Заев или на Преспанскиот договор. Зашто пак истата риторика продолжува. Да, ама знаете како тоа е гол популизам и се обраќа на комунистичката партија на Грција, и ја не верувам дека некогаш повеќе ќе го спомни, освен дента кога му требаше за некои си политички поени или да ја нападне комунистичката партија на Грција во таа дебата во собрание, која што имаше, за жал, кај нас немаше дебата во собрание по однос на уставните измени на договорот или спогодбата од Преспа. Да, точно е дека нема, меѓутоа и прв пат го спомна, и прв пат и Заев спомна некои работи, и со спомнување на прв пат и вамо и таму, полека можеби почнува да се отвара нешто што во иднина можеби ќе почне и почесто да се спомнува. Точно е дека е тоа за политички цели, не мислам дека не, и тој се бори за својата позиција политички исто како и кај нас, исто и како и опозицијските партии. И тука да не се лажеме дека за тоа има премногу патриотизам или премногу љубов или премногу анализа на договорот. Искрено го сметам и го кажав на почетокот дека сепак превладува политизирањето отколку овој другиот дел во сите партии. Меѓутоа, така се почнува и кажав на почетокот. И затоа викам, ова е почеток, ова е првиот чекор, затоа се вика историски чекор, затоа што е чекор, не дека сме стигнале некаде. И отвара простор да понатаму се продолжи како да кажам, во таа насока. И Заев кажа Република Северна Македонија, така ли еднаш го кажа, значи полека ќе мора да почнеме да го слушаме. И тие се тие чекори кои што мора да ги превземе, кои што се тешки, кои што нормално дека секој од нас го болат. Договорот сме свесни дека не е најдобар, но е нужен. И од таа причина мислам дека треба да се продолжи во насока на градење на таа договорба и кршење едно по едно табуата или да се дават изјави кои што претходно биле условно забранети или невозможни во двата парламенти. Само една реченица. Кога ќе видите како беше нападен Ципрас, и еден ваков говор е логичка негова одбрана во своји политички цели. Така да не правиме, не знам, историски чекор од нешто што е обична одбрана со оглед на тоа какви напади доживеа Ципрас во грчкиот парламент. Ја разбирам, јас се согласувам дека тоа е политички. Видите, не можете вие да го негирате дека тоа е голо политички, дека од утре, ако се ратификуван договор, дека нема полека тоновите или да речеме говорите и така натаму да го наименуваат насоката. Знаете, ама како викаат, што ќе се деси еднаш, нема гаранција дека ќе се случи втор пат. Нема. Ако ќе се случи втор пат, тогаш веќе може да зборуваме. Мај да почекаме да се случи втор пат, јас кажувам дека да видиме што и како ама за да се случи втор пат мора да се случи прв пат. Така ли е? А ако сме кажали дека 60 години не се случи, зависи која била намерата на првиот пат. Немојте ве молам, видете какви одбрани, какви напади имаше Ципрас во грчкиот парламент и логично ќе видите дека тоа е едноставно негова одбрана према комунистичката партија која што жестоко го нападаше во парламентот во предизборие. Ципрас со Заев го правил не е случајно, не може да кажете дека се дошло до договорот сосема случајно, па тоа не беше надвор некој контекст, во контекст на ратификација на договорот. Значи како тоа го кажувате? А славо македонци во кој контекст е тогаш? Знаете како ќе ги гледате работите сега испаѓа ситуација. Не очекувате дека одеднаш ќе се случи. Меѓутоа се случува чекор по чекор. Па зашто првиот чекор не беше граѓани на Република Северна Македонија? Ама зашто? Може ќе биде вториот. Немојте ве молам, немојте. Да почекаме. Гол популизам или суштина? Гол популизам или суштина? Ќе почекаме, ќе видиме. Значи мора да признаеме дека има суштина
колку и да е направено тоа за одбрана и за политички поени и за да си ја спаси својата кожа на политички план. Значи, популизам имало секогаш во Грција, меѓутоа Грција никогаш не го кажале тоа што беше кажано денес. Значи, тоа треба да си го признаеме. Значи, можело по собранијата имало и тепачки помеѓу пратениците, значи уште по-жештена атмосфера, меѓутоа во тоа што беше кажано, ние треба да го најдеме позитивното и доброто, и бидејќи не е кажано повеќе од половина век, е за почитување. Дали е доволно, се слагам дека не е доволно. Дали има други работи кои што може да се направат од грчка страна за да се помогне градењето на довербата, за да се зближат народите, за да се поддржат државите една со друга во тоа заедничко патешествие кое што го делиме поради географијата и поради приликите и поради глобалната економија и така натаму, тоа е исто така точно. Значи, јас сакам само на тоа што беше претhodно кажано, уште еднаш да потенцирам дека никогаш во суштина, кога организирате референдум, а ова не беше прв во Македонија така, принципиелно делам мислење дека треба да се излезе и да се каже ставот, нека е позитивен или негативен. Абстиненцијата или бојкотот не беше логички чекор, затоа што ако се веруваше дека народот е против договорот, можеше многу лесно да се повика тој народ да гласа против и немаше да помине. Че зашто таа алатка не се искористи и да покажете уште еднаш дека имате и политичка моќ и можете да повлечете маса, а да не се поддржи процесот. Значи, сепак, тоа беше направено за да не се судрат со внатрешната и меѓународната јавност, која што, како што реков, уште ќе повторам, ќе го чинеше и како партија политички, меѓутоа и како држава Македонија многу. 30 секунди реклами мора да најавиме. Пак се враќаме на тоа. Абстиненцијата од гласањето на 30 септември беше единствен логички чекор со кој што не се даде легитимитет, не се учествуваше во процесот на кршење на уставот и на позитивните законски прописи во Република Македонија. Така никош нема да знаеме дали го поддржувате или не го поддржувате договорот. Ама кој? Апсолутно. Тој што беше понуден. Апсолутно, јас милиарда пати кажав и сум кажал и ќе кажувам зашто сум против тој договор и начинот на кој што договорот беше. Ако не сте гласале, не сте биле против. А молам? Ако не сте гласавте ли вие 91 година на референдумот? Па не, бидејќи бев многу млад. А вашите родители гласаја ли? Треба да ги прашам. Па се немојте ве молам, или тогаш така, сега е вака. Видите како значи, како ни одговара на времето така, кога се организираше референдум, една партија ќе ви се допадне ова, еден политички лидер велеше некои прашања не заслужуваат одговор. И тогаш мисле дека сите прашања заслужуваат одговор. Да, и тоа не на глава му се скрши на 30 септември 2018 година. Сега исто да го направите вие. Па сега, не, пазете, не правите таква паралела. Тогаш пописот беше организиран референдумот беше организиран согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Процесот се водеше согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Сега процесот се води надвор од уставот и позитивните законски прописи во Република Македонија и тоа не може да го негирате. Што во овој процес менувањето на кривичниот законник се слагам. Реков, делот дали Никола Димитров имаше уставните надлежности да го потпише тоа што го потпиша во Преспа? Па веројатно ги имаше, бидејќи го потпиша. Апсолутно ги немаше. Апсолутно ги немаше. Прочитајте го уставот, ќе видите дека ги немаше. Пауза за реклама. Во нашите институции имаме уставен суд, така? Може да се поништи. Кој уставен суд? Оне што е под палката на актуелната власт, оние што ветуваат дека ќе ги ослободат институциите што одново ги узурпираја истите. Така е, меѓутоа на овој начин никогаш никаде нема да стигнеме. Пауза за реклами. Не ќе стигнеме кога што Македонија ќе биде правна држава. Добро дојавте назад во студиото на 24 анализа. Жестоката дебата продолжи за време на рекламниот блок. Продолжуваме ние со она што е актуелно денеска во Македонија, освен договорот од Преспа, одлуката која што социјалдемократите треба да ја донесат, дали со претседателските избори ќе има и предвремени парламентарни избори и потоа ќе анализираме како сето тоа ќе се одрази врз врските на Македонија од Преспанскиот договор, но и од евроинтеграциите. Во СДСМ е наша екипа, таму е колегата Гаврил Сирачевски, кој што го следи Централниот одбор на СДСМ. Гаврил, добро вечер. Кои се последните детали? Има ли одлука веќе? Или ако нема, кога може да се очекува?
Душица, без присуство на премиерот и лидерот на СДСМ заврши извршениот одбор на партијата, како што спомнати во моментот тече централниот одбор на партијата веќе час и половина. Пред неговиот почеток изјава даде генералниот секретар на партијата Александар Кирацовски, кој што практично информираше за точките кои што ќе бидат тема на дневен ред, односно дали со претседателските избори ќе има и предвремени парламентарни избори, точката која што се однесува на кандидатите за шеф на државата, но и точката која што се однесува на кандидатите за градоначалници на општините Охрид, Дебар и Ново село. Инаку јавноста веќе се шпекулира за можните имиња како кандидати за шеф на државата, вклучително овде се спомнува Никола Димитров, Радмила Шикерински, Оливер Спасовски, Стево Пендаровски, меѓутоа ниту Кирацовски, ниту портпаролот Костадин Костадинов, ниту едно од овие имиња не спомнаа во изјавите кои што ги дадаа за медиумите, бидејќи рекоа дека името ќе биде познато на конгресот кој што ќе треба да се одржи на 3 март. Исто така една од точките практично на која што ќе се дискутира е и пререгистрација на партијата, но Кирацовски спомна дека името на партијата и натаму останува Социјалдемократски сојуз на Република Македонија. Инаку премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев се уште не е пристигнат, како што спомнав, централниот одбор се уште е во тек и повеќе информации ќе имаме, се надевам, веќе во следните информативни изданија, како што спомнав, се очекува и доаѓањето на Заев. Гаврил, пред да ти се заблагодарам за ова вклучување во 24 анализа, информациите говореа во текот на целиот овој изминав период дека се работи за две крила, едното за избори, второто против избори, дека и едните и другите имаат своји аргументи зошто треба да се оди, а или пак зошто не треба да се оди, критиките од Брисел од една страна, евроинтеграциите на Македонија и реформите што треба да ги спорача, од друга страна пак како што вела дел од функционерите да се искористи моментот, а и да се постигне, да се спојат двојните избори за полесно постигнување на цензусот за претседателски. Дали конечната одлука, спомена дека лидерот на СДСМ Зоран Заев не е се уште пристигнат, бидејќи нели патува од Софија, каде што беше пренасочен авионот, со кој што леташе се враќаше во Македонија од Давос во Софија. Ке има ли вечерва конечна одлука? Најавуваат ли некој, го спомена Кирацовски, некој од функционерите, какво е расположението за вечерва конечна се пресече за избори? Расположението во партијата е оптимистично дека оваа одлука практично ќе биде донесена, како што спомна и ти, постојат две крила, крило кој што смета дека можеби со претседателските избори треба да има и предвремени парламентарни, но и крило кое што очигледно, барем според информациите кои што века ги добиваме, е помногу бројно, дека можеби се уште не е вистински момент, бидејќи практично тоа е ставот на меѓународната заедница. Како што спомнав, оптимистички се очекувањата дека барем оваа одлука ќе биде позната до крајот на вечерта или можеби и после 12 часот, од зависност од тоа колку ќе трае централниот одбор. Гаврил Сирачевски од Централниот штаб на СДСМ. Гаврил, јас ти благодарам за ова вклучување во 24 анализа. Спостов, ке има ли избори? Предвремени парламентарни? Па мислам дека овој момент сме поблиску до тоа да нема избори. Прво, искрено јас мислам дека нема ни време за тоа, затоа што тие многу добро знаеме како одат преговорите за избори, преговорите за листи, преговорите за коалиции и така натаму, и во овој момент некако ми се чини прво многу доцна за тоа, сега гледано само временски, без некоја посебна анализа. Мислам дека како нема атмосфера дека некој се подготвува реално за предвремени избори, и ако не исклучува можноста во последен момент тоа и да се случи. Јас лично сметам дека предвремените избори заедно со претседателските се премногу да се стави на една карта за СДСМ се што до сега се работеше, и можеби ќе одлучат во таа насока и да се обидат прво да остварат една поголема победа на претседателските избори, потоа можеби во догледно време да има повторно предвремени избори, зашто не, можеби нема да се чека крајот на мандатот. Меѓутоа, во овој момент се ми се чини дека ќе имаме чисти претседателски избори, и дека веројатно партијата така ќе одлучи во текот на наредните денови. Се плаши ли се да се мадодини избори со променето име и со закон за јазици? Не мислам дека е тоа. Мислам дека СДСМ да има избори утре ќе победи. Тоа е мојата прогноза. Не е тоа проблемот. Проблемот е што она што ќе се случи дека нема да се направи голема разлика по мене. Значи, СДСМ во овој момент има веќе стабилно мнозинство во парламентот. Има уште една група која што се одметна од ВМРО ДПМН, која што прави заедно со албанските партии двотретинско мнозинство.
И во тој случај за одредена цена, со такво стабилно мнозинство е побезбедно да се иструка овој процес отколку да се оди на избори во кои што нема да се обезбеди двотринско мнозинство сигурно. Ќе има победа, меѓутоа двотринско мнозинство заедно со албанските партии нема да обезбеди. И така да не мислам дека е паметно да се ризикува таа позиција сегашна, при тоа да се изгубат месеци и да се направи еден сериозен застој така натаму во државата, а да се добие реално многу малку. Значи тоа е една, јас би рекол, може би попаметна варијанта да се оди со претседателски избори, а во завис од резултатот и од процесите кои што ни предстојат, може би поднатаму да се оди на предвремени избори. Инаку во однос на губење, добивање, не се, мислам, јас имам податоци, така да не зборам сега на чувство, кажувам на она што го гледам, мислам дека сега сами победил да има утре избори. Така што не е прашање на победа или на пораз, прашање на реално не сериозна промена на моќта во парламентот. И втора работа, која што е стратешка, политички мислам паметна, е тоа што во овој момент Мицковски и новото раководство се надвор од парламентот. Зошто би му дозволиле на Мицковски да влезе со своји пратеници и така натака со целосна контрола во услови кога нема да се добие двотринско мнозинство чисто заедно со коалиционите партнери. Така да од тие причини мислам дека најверојатно нема да има избори. Прво, немаме стабилно мнозинство, имаме купено мнозинство. Тоа на сите ние кога бил ден јасно. Второ, Македонија е во застој 18 месеци. Од 246 страни изборни ветувања, кога ќе прочитате, знаете што е реализирано само? Укинување на радиодифузна такса, уведување на дневна ефтина струја и укинување на екстерно тестирање. И секоја чест 5-6 владини функционери, 1 до 2 министри, 3-4 директори кои што ревносно си ја работат работата. Или кој ќе направиме една сума на цели овие 18 месеци што ни се случува во државата, ние можеме да дојдеме до заклучок дека онај план за живот е поголема превара од тајванската милиарда, што беше најголема превара во Република Македонија. Зошто ни се потребни избори? Или, ајде да не речем избори, јас се гледам ситуацијата во два излеза. Едниот излез е во техничка експертска влада, која што ќе ги придвижи процесите во Република Македонија, ќе го врати легитимитетот на институциите кои што Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев дополнително го урнисаат како дојдоа на власт. Ако 24 декември, 27 април беше обид за убиство, 19 октомври беше убиство на демократијата во македонскиот парламент. И тоа нема простор за дискусија, тоа е така. Или да се оди на нови избори, па да видиме што ќе донесат тие нови избори внатре во парламентот. По мене, дали ќе бидат поволни за СДСМ или за ВМРО-ДПМН е тотално небитно. 18 месеци Република Македонија стои. Кажете ми една точка од извештајот на Прибеж што е исполнета, кажете ми. Како ќе се смени, бидејќи претходно наредивте план за живот и вие кажавте ствари дека владата е многу неуспешна, така тоа кажавте. Апсолутно е неуспешна. И сега сега викате второ, не е битно што ќе донесе тоа за СДСМ за ВМРО. Па ако остане истата влада, како ќе биде поуспешна после тоа? А може ќе дојдат нови луѓе и нови министри кои што ќе бидат способни, зашто поголемиот дел од актуелниот владин состав е тотално неспособен. Тоа може со реконструкција да се направи. Пак ќе купуваме гласови. Што е со нарушениот легитимитет на собранието? Ај за една работа да завршиме. Ама што е со нарушениот легитимитет на собранието? Не влагајте толку со мене во материјална права, не сме партиска испостава, за да не влагате така со мене. Ама ја не реков дека сте партиска испостава, ако се чувствувате така. Не, ама така вие ми настапувате. Значи, не ви настапувате така реално кажувате две работи кои што немаат врска. Значи тврдите дека треба да има избори затоа што владата ќе изгуби и дека треба да дојде нова влада, или кажуваат да има има сериозно нарушен легитимитет. Како? Сериозно, со тоа што 18 месеци не спроведен една реформа, со тоа што направи коалиција со криминалците од претходната власт, со тоа што дополнително гурни со собранието како храм, како коалиција со демократија. Ама не пазете, не зборувам за Дуј. Молам. Зборувам за сите оние кои што ги купуваја и кои што ги амнестираја во периодот што измина. За сите оние за кои што пуштаја бомби, па наеднаш испаднаја легитимни и помогнале во процесот, а цената ја плаќаме сите ние како граѓани на нова држава. Ветува ја право и правна држава, добивме квази амнестии, така наречени помилувања. Молам, владата во овој момент има мандат. Значи тој мандат си го црпи така како што си го црпи од последните избори со сите коалициски договарања. Не дозволете вам. За коалициски преговарања во однос на тоа како се добиваат мнозинства,
Ви можете да сведочите на многу претходни избори како се правеле со сите претходни влади на ВМРО ДПМН. Со договори, ве молам, со договори за хашки случаи, со договори, ве молам. Значи, втора работа. Значи, јас многу едноставно да прашам. Дали ќе се смени по ваше мислење, ако има утре парламентарни избори, дали ќе се смени власта? Ќе се смени власта. По мои избори. Дали СДСМ ќе оди во опозиција? Одговорете ми сега. Не знам, немам конкретни податоци. Еве јас имам. Али. И затоа ви кажувам. До моментот на избори имаме многу далеко. Значи вие сега имате да видиме што ќе се случува во следните 2 месеци. Ма нема што да се случува во следните 2 месеци и претходно. И те на работа да кажеме, оваа влада на крајот на денот се сведува на измамници. Едно ветуваја во избори, а друго го реализираат и гледаме што прават сега. Јас зборувам математика. Нарушен кредибилитет. Остете го тоа. Не, вие зборувате бројки се далеко од математика. Далеко од математика. Математиката е наука. Јас ви кажувам дека ако утре се одржат избори или за 2 месеци, ќе имаме истата влада што имаме сега. Истата влада ќе има. А тоа нема да промени ништо од она што ви го кажувате, за кое што можам да речам да, окей, тоа може да е така и можеби тоа нема да промени ништо. Јас не сум убеден во тоа што го. Вие не сте, може да не сте убедени, конкретни бројки. Ако те утврдите тоа, кажете со конкретни бројки, ајде ви имаме рецензија на партиите, ако се повикувате на нив. Значи, знаете што, само да ви кажам. Има и председателски избори, само дозволете што. Има и председателски избори сега. Така ли? Сега наскоро ќе има, ќе мора да ги има. Ќе мора да ги има. ВМРО ДПМН рече дека нема да ги бойкотира, односно дека ќе излезе на нив. Во овој момент погрешно ќе биде ВМРО ДПМН ако ги бойкотира изборите, тоа е мој личен став. Значи став. тоа е многу слично до изјаснување на не мешајте. Не, сите избори се посебни сами за себе. Немојте ги видиме изборите наскоро. Бројките се такви, ви кажувам. Значи го има тој ВМРО ДПМН, го имаат повеќето релевантни агенции. Значи предност победа и влада ќе формира СДСМ со ДУИ. Тоа ќе се случи на избори ако има утре. Значи и тоа нема да смени ништо. Јас ви кажам ќе од она дали ќе победи СДСМ, не знам. Дали може ќе формира влада со ДУИ, да, тоа не го спорам. Али ја не верувам дека СДСМ после се тоа што го направи ќе успее да победи избори во Република Македонија. Господин Латев, ви повелат, имате дупло сега време. Па до пред месец дена горе-долу, ја навистина мислев дека и бев убеден дека до тогаш ако имаше избори, откако значи во нашето собрание беше изгласан Преспанскиот договор, бев убеден дека најголемата поддршка која што имаше ВМРО од последните парламентарни избори ја имаше задржано. Значи, реков на почетокот, промената на името на државата е многу осетлива работа. И граѓаните секако дека не го прифатија тој момент со леснотија. Тоа значи дека одбивноста кон тој чин и кон промената на името ќе се одразеше на популарноста на сегашната влада. Додавајќи ги и неколку ред работи кои што требаше да се случат, беа ветувани на последните парламентарни избори, меѓутоа и се слагам дека можеби и добар дел од нив не се исполнија. Уште повеќе го градеше мислењето дека кога би имало избори до тогаш, дека ВМРО ќе беше победник. Сега веќе не сум убеден во тоа. Не сум убеден, бидејќи мислам дека горе-долу, кога би имало ферка, под ферка мислам, кога двете партии би излегле на избори без коалиции и без претходно договарање со албанските партии, рейтингот е тука некаде изедначен. Не сакам да алудирам дека изборите ќе бидат нефер и недемократски. Значи ферката беше да се алудира на партија со партија, 1 на 1. Затоа тоа предизвика и смеење во овакво. Дека некаде рейтинзите беа изедначени. После ова, што и да се случи, СДСМ веќе не може да изгуби поени. Тоа што го изгуби. Значи, се промени името, 2 години ветувањата кои што беа дадени, добар дел од нив не се исполнија. И тоа е максимум што може да се изгуби. Од сега натаму, СДСМ само може да испорачува резултати. Така што во овој момент, мислам дека тоа што го бараше ВМРО е сосема во ред како партиски интерес, не само опозиција, туку можеше многу добро да поентира ако вечерва одлучи СДСМ да има предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, не заборавајте, значи има работи кои што изгледаат дека се небитни,
грешки во чекори, меѓутоа тоа се стратешки кои што се прават без разлика дали се дадени на снег, надвор, пред некој мост во Охрид или било каде, меѓутоа се многу штетни, бидејќи имаат последици и луѓето ги следат и тие работи. Ветувањето дека ќе се испорача нов договор со Грција, значи само едно, дека се ветува нешто што не може да се исполни, а граѓаните тоа го знаат. И мислам дека од тука почнува да падне рейтингот на ВМРО-ДПМН. Така што да одговорам на прашањето, кога би имало сега избори или ако вечерва се сложат од СДСМ па за 2 месеци се закажат изборите, мислам дека клучен фактор ќе биде кој со кого ќе коалицира. И тука апсолутно очекувам дека полесно ќе му појде од рака на СДСМ да ги направи договорањата со останатите политички партии и со албанските партии. До сега ги имавме на локалните во вториот круг, не сме ги имале на парламентарни. Не се исклучува можноста, особено затоа што може да се случи овој пат ако имаме сега предвремени парламентарни избори, тоа ќе бидат во исто време со претседателските. Ако се договорат партиите за кандидат за претседател, не треба да се исклучи можноста и за меѓутоа и да нема предизборно коалицирање. Значи, дел од албанските гласачи кои што дадоа глас за СДСМ, ако не сите, еден добар дел пак ќе даде глас за СДСМ, за разлика од рейтингот на ВМРО, кој што кај албанците се уште стои на позитивна нула. Не можам да се сложам со констатацијата дека нешто досега ги спречувало да испорачаат резултати во овие 18 месеци. Па не, генерално така се наметнува. Сега ќе се фокусираме на економија, ќе се фокусираме на ова. Чуму тогаш ние ги плаќаме сите оние министри во владата, ако тек сега ќе им тргне. Па ми реплицирате. Во ниеден момент не реков дека нешто ги спречило. За жал. Значи, ова е максимумот што може да го испорача оваа гарнитура на СДСМ. Максимум. Над ова не може да одат. Максимумот е еднакво на видовме како е водат овие 18 месеци државата. Побитно беше да се ги вработуваат фризерките, да си местат тендери, да си ги праќаат децата на стипендии, да чепнат од буџетот, да си вработат некој свој, од тоа да работат во интерес на државата. И тоа е максимумот за нив. И после 11 години опозиција може и да се очекуваше такво нешто од нив. СДСМ нема да поминат подобро од изборите во 2016, а тие избори ги изгубија. Колку и да сакаме, значи сакате со бројки да зборуваме, какви и да бија изборите, на крајот на денот они ги изгубија изборите. Што после си правеа математики и ветуваја, тоа постизборни коалиции не можеме од сега да знаеме и да предпоставуваме што ќе се случува постизборно. Само не алудирате дека е направено нешто нелегитимно и нелегално ако се направи влада како што се направи со втората партија, бидејќи првата не можеше да направи коалиција. Ама тоа не го исклучува правото на ВМРО-ДПМН во некои идни договарања да исклучи првата партија мнозински добитник кај албанците. И тоа важно. Значи тоа да бидеме на чисто, зашто тука прв пат се прекрши тоа правило, без разлика на се. Не сакам никого ни да фаворизирам, ни да амнестирам од тој процес. Апсолутно зборуваме за процесот, за настаните, не зборуваме за ликови. Значи правилото по прв пат се прекрши, тоа е точно. Само мора да признаеме и аргументот зошто се направи тоа. Видете, кого ќе слушаме? Чии аргументи ќе ги земеме како вистини. Ајде овие избори да се фокусираме, бидејќи треба да стадивуваме уште многу кусо време имаме. Колку ВМРО-ДПМН реално сака избори, Спасов? Нели она ја слушаме обвинувањата од СДСМ, Мицковски бара избори, моли Бога да не ги добие и така натаму. Не сум сигурен дали моли Бога да не ги добие, затоа што пак мислам дека тој во овој момент нема доволна контрола прво над пратеничката група, што е многу битно и многу битен канал. И јас мислам дека Мицковски по цена да ги изгуби изборите му одговара да влезе со сопствени пратеници внатре, од каде што понатаму може да прави нови стратегии како ќе делува во парламентот, надвор од него и така натаму. Тоа е едната причина што мислам дека можеби посакува избори и така да не сум сигурен дека е целосно против. Од друга страна, доколку се случи изборен пораз, во тој случај веќе е пораз и тогаш е прашање каква одговорност и дали ќе се бара од него одговорност на трво партијата, бидејќи веќе има крила кои што нели се размислуваат или се обидуваат некако да му се спротивстават. Така да имаш ставдинеска дека
Дека? Не планира оставка се поднесе? Значи, така што како и сите досегашни председатели на сите На партии. сите партии. Тоа е апсолутно не е ново, и така да политичката култура уште не е таква каква што ние. Така што работата е доста компликувана, не е толку, не може баш да се каже еднострано. Така што мислам дека тој ќе оди на избори, би одел и на избори, мислам и ќе се потруди нели тие избори да ги добие и така натаму. Меѓутоа мене поинтересно прашање што ќе направи на председателските избори. Значи, ако се случи во првиот круг да има поголема разлика за СДСМ, прашање дали Мицковски ќе излезе на втор круг и ќе дозволи прво цензус за да едноставно има пораз. И тука е со самостојни председател за избори мислам дека е малку по-ризично за него и по за цензусот секако е ризично, меѓутоа и за самиот Мицковски, затоа што ако се случи да се избере кандидат кој е поддржан од повеќето албанци, тогаш може да се случи да се направи поголема разлика во корист на СДСМ и во тој случај тоа би бил поголем пораз. И прашање е дали тогаш во втор круг Мицковски ќе излезе да гласа и ќе го легитимира тој председател или пак ќе оди повторна варијанта на бойкот. И без ВМРО ќе има власта, ќе може цензус да постигне. Многу е тешко да се каже. Значи 720.000 гласови се потребни за да има цензус во вториот круг. Тоа е релативно висока бројка. Особено ако се знае дека албанците не излегуваат нешто посебно на председателски избори, а мислам дека нема и ани македонците бидејќи по природа излегуваат во помал процент. Доколку и тивок бојкот направи ВМРО ДПМН на вториот, може многу лесно да не се достигне цензусот. И ама тоа значи дека потоа станува Талат Џефери председател, има 40 дена за распишување и натаму влегуваме во една нова состојба. Значи, прво едно нешто. Вие зборувате за контрола на пратеници, јас зборувам за интегритет на функцијата пратеник и тука апсолутно се. Сега рековте Мицковски има контрола нема контрола врз пратениците. Тоа беше јас зборувам за политичка стратегија, немајте тука да се се додека не почнеме да зборуваме за интегритет на функцијата пратеник, се до тогаш ќе бидеме во ваква статус кво. Ја не сум дојден тука да ви кажам. Јас ве молам, ве слушав, јас бев парламентарен. Ама вие зборувате за контрола на пратеници. Јас зборувам за политичка стратегија, вие ако сакате да бидете. Ама тоа не е политичка стратегија. Не, тогаш што е тоа? Зошто се боревме тогаш за се тоа? Прават политичка стратегија, дали да имам пратеници, дали вие сакате ми кажете дека зборуваат за интегритет, па сега не, јас зборувам за интегритет. Вие зборувате, јас зборувам за политичка стратегија. Ама не ми кажувате на мене. Не ме обвинувате бидејќи правам различна анализа од вас. Вие ме обвинувате бидејќи правам различно. Јас го гледам политичкото размислување на партија. Ме обвинувате дека се дека контрола на пратеници. Ајде, може ли да се дискаже? Значи, после силно што се случи во овие 18 месеци во државата. И после тоа што идовме дека овие по ништо не се разликуваат од претходните, напротив се бетер случаја коалиција со дел од криминалците од претходната власт. Јас мислам дека ВМРО ДПМН е на сериозен пат да ги добие следните избори. Ако се председателски во голема мера ќе зависи кој ќе биде председателски кандидат, јас очекувам изненадување во следните неколку дена. Ако се на Владко Ѓурчев? Па јас би оставил конгресот, тоест конвенцијата што ќе одлучи. Мене Владко Ѓурчев ми е пријател, многу години сме поминали заедно во ВМРО ДПМН. Но очекувате дека ќе се појави? Очекувам дека ќе има изненадување во делот на кандидат или на потенцијален кандидат на ВМРО ДПМН. И вториот што ќе зависи кои ќе бидат носители на листи и кои ќе бидат луѓето кои ќе се најдат на листи. Значи, вие велите дека ВМРО нема да подготвува. Ако ВМРО ДПМН направи сериозен избор, јас верувам дека ќе ги победи следните избори. Тифи, ќе успеат ли консензуален кандидат што и да е та теорија на Ахмети да го ја договорат заев и дуи? Не знам дали ќе успеат. До денеска нели беше лиферувано и во јавност дека начелно се разбираат околу потребата да имаат сега консензуален или кандидат за кој што ќе се договорат партиите. Бидејќи ова се непосредни избори, сепак консензуален малку е вон контекст, да беше во собрание изборот на председателот ќе беше консензуален. Меѓутоа како да е логиката е таа дека треба да има амин председателскиот кандидат и од поголемата албанска или најголемата албанска политичка партија. Така што бидејќи начелно се договориле,
дека е целисходно и потребно да се оди со еден таков кандидат, сепак ќе зависи од името кој што ќе се понуди, дали ќе биде прифатливо. Прифатливо тврдо партиско решение, Шекеринска, Спасовски се споменуваат како во најтисниот избор? Мислам дека ќе се оди повеќе на варијантата да биде некој надпартиски Димитров или кандидат, кој што не е премногу експониран партиски, меѓутоа експониран политички, така што повеќе втората категорија на луѓе отколку првата, тоа е моето очекување. Може да има, што вели Малчевски, изненадување, да има сосема некој трет кој што е и по искусен и со подолг стаж, кој што луѓето и го знаат и го паметат и неговото незиното политичко милје во изминатите 30 на години, така што и тоа не се исклучува. Кусо, се вртат имења на анкетиста, кажа Заев 10, тврдо партиско решение Спасовски, Шекеринска или понетврдо Димитров Спа? Мислам, тие не се партиски решенија, меѓутоа се дел од... Не сум сигурен, многу е непозната таа работа во овој момент. Искрено што и да кажам ќе биде чиста импровизација. Мислам дека она што во овој момент се тестира е тоа и во двете партии, е тоа дали кој кандидат би можел да му се спротивстави на кандидат. И дека ако се покаже дека повеќе од еден кандидат може да победи, да речеме, друг кандидат, тогаш веќе ќе биде чисто внатропартиско решение. Она што мислам дека нема да го сгреши веројатно СДСМ, не знам за ВМРО ДПМН, е да избере кандидат кој што е чист интерес на партијата, ама може да ризикува, да речеме, да оствари полош резултат на изборите. Мислам дека тука претпоставам дека нешто слично работи ВМРО ДПМН во тој дел на анализата. И така да ќе остане, мислам дека уште далеко од решение, уште се далеко од решение и двете партии за тоа кој ќе биде кандидат. По мене, значи идеален консензуален кандидат на власт е Зоран Заев и тој ќе биде единствена негова излезна стратегија од кашаниците кои што ги направи изминатите 18 месеци. Демантираше Заев неколку пати? Па добро, ние во 2004 демантираше Црвенковски неколку пати, па на крај се појави. Тоа е навика и навики ги едноставно. Дали е Заев на анкети? Заев нема да биде кандидат на СДСМ. За тие. Зборувате да знаете сега, од една страна викате не сум партиски, од друга страна викате со сигурност нема да е. Заев не одлучете се на што сте. Неколку пати се изјасни во јавноста дека нема да оди на претседателски избори, мислам дека нема тоа да се случи, тоа нема врска со партиски не партиски, не го кажувам дека од она што го гледам како се работи, како тој се поставува према работите, нема да биде кандидат. Имавме слична ситуација 2004. Значи тоа е анализа се вика, а не се вика. Да се гледа историјата и се одлучи база на постапки од историјата. Дали е на анкети? Не, од она ја што го знам, не. Би бил консензуален? Заев? Не очекувам. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа, ги пробивме термините. Вам ви благодарам затоа што останавте со нас и ни ја дадовте вашата доверба. Останете и понатаму со телевизија 24, следуваат вестите.